Добро вечер, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Матурантите од Кочанската гимназија го прославија завршувањето на средното образование. Продефилираа во градскиот парк и по заедничките фотографии се упатија на прослава во мотелот Градче. Дефилето во паркот беше проследено со повеќе минутен огномет. Генерација за паметење. Убави, модерни и пред се паметни. Вака професорите ги опишаа овогодишните матуранти од Средното општинско училиште Љупчо Сантов. Убаво осмислено пристигнување во градскиот парк, украсен специјално за матурантите, продефилираа на посланиот црвен килим на Крушарски мост. Обкружени со толпа луѓе кои со нетрпение го очекуваа нивното пристигнување, матурантите годинава добија силни аплаузи. Сите преубави, истакнувајќи ја својата младост и убавина, поминуваа со своите партнери и продефилираа дури до фонтаната кај градскиот парк и затоа секој можеше да ги види. Пред Центарот за култура прво се фотографираа клас по клас, за потоа заедничка фотографија да направи целата генерација матуранти. Прославата на завршувањето на средното образование годинава беше крунисано со огномет кој го привлече вниманието на насобраниот народ. Организирано со автобуси се упатија на заедничка прослава на мотелот Градче. Матурантите истакнаа дека 4 години во гимназијата поминале многу брзо. Јас сум Стефан Паунов, матурант во Средното општинско училиште Љупчо Сантов. Ова вечер ние сме матуранти на Евро хотел Брана Градче и овде се чувствуваме многу весело. Поминавме многу убави 4 години во Средното општинско училиште, кои ќе остане за секогаш во нашето сеќавање и ќе имаме за секогаш спомени во тоа училиште. Сања Ристова, одлично чувство. Многу брзо помина овие 4 години и се надевам дека убаво ќе забавам вечер. Јас сум Сара Манасиева, 4 години помина прекрасно. Значи во нашето училиште немаше само учење, туку се дружевме, беше премногу забавно. Професорите задоволни од целата генерација ученици. Многу генерации поминуваат во нашето училиште, секоја остава свој белег, секоја е уникатна и посебна на свој начин. Оваа генерација морам да истакнам дека представува една изморедна ризница на таленти кои понатаму во животот ќе бидат успешни и ќе бидат наша гордост. Ова е една прекрасна генерација и прекрасно чувство да се биде дел од оваа атмосфера. Целокупната организација мора да ја пофалеме искрено. Честитки за организаторот со Љупчо Сантов, значи прекрасно беше во паркот, нешто прв пат организирано на тој начин и многобројноста на граѓаните ни даде поттик да најверојатно и следни генерации така продолжиме. Па да ви кажем, ово ми е на мене 5-та генерација, како сум класен, и сметам дека е најдобра генерација. И по успех, и по дисциплина. Забавата на матурантите траеше до раните утрински часови. Иако започна втората половина на мај, сеидбата на уризот се уште не е завршена. Одделни површини во регионот поради големата влажност на почвата доцнат со подготовката, иако од водостопанство Брегалница се подготвени и за нив да го започнат наводнувањето. Над 400 хектари земјоделско земјиште планирано за сеидба со ориз се уште стојат делумно или сосема необработени, иако оптималниот рок за тоа наскоро изминува. Собствениците на нивите се соочуваат со голема влага во почвата, особено поради долготрајниот врнежлив период и структурата на земјиштето, па не можат да влезат со земјоделската механизација. Во водостопанство Брегалница се запознати со состојбата, иако се подготвени, ќе почекаат пред да ја пуштат водата за наводнување. Површините со ризова култура се засеени негде околу 75%. Уште критични остануваат површините во Спанчево и во Соколарци, затоа што тие се тешки глинисти почви, со добра водозадржливост се и нашите земјоделци не можат да ги обработат површините. Према наши информации како што имаме од терен, значи негде се посејани, тамо се посејани негде површини околу 10% се посејани, тоа значи околу 50 хектари, додека уште дополнителни 20 и 30 до 30% се обработуваат тековно. Атарот што треба да се засее, значи према планот за наводнување во Соколарци и Спанчево се негде околу 500-520 хектари површина.
Во атарите на Оризари и Кочани сеидбата е завршена, на одреден дел веќе и се прска, а Беличев вели дека останува уште еден мал дел да се доврши во Долни Подлог. Во Тркање над 60% од површините се посејани, во Бање сеидбата е при крај, а во Чешиново остануваат уште крајните водокорисници. Во Крупиште се засејани 50% од површините, а во Жиганци околу 70%, што значи дека 3/4 од 3600 хектари зацртани во планот за наводнување се завршени. Хидролошката состојба е поволна, а наполнети се и браните во регионот. И акумулацијата Калиманци добро снабдена со вода, значи имаме негде залиха, некаде уствари акумулирана количина на вода во Калиманци негде 110 милиони метри кубни вода, тоа се податоци од ова утро. Наводнителната сезона во некои места се одвива со задоснување, но тоа е поради лошите временски услови што беа изминативе 2-3 недели со поголемите врнежи од дожд. Беличев испрати апел до земјоделците дека вода има во доволни количини. Таа ќе биде достапна во секое време со цел сите водокорисници да имаат оптимално водоснабдување. Наскоро истекува рокот за поднесување барања за субвенции. Заинтересираните земјоделци кои се уште не поднале барање, потребно е да се обратат во подрачната единица на Министерството за земјоделство. Рокот за поднесување барања за субвенции истекува на 31 мај годинава. Од Министерството за земјоделство апелира до заинтересираните земјоделци кои се уште не поднеле барање да се обратат до подрачната единица каде што имаат регистрирано земјоделско стопанство за да поднесат барање во препишаниот рок. Стрикното почитување на рокот на поднесување на барање за финансиска поддршка треба да овозможи навремено спроведување на сите потребни постапки за обработка на барањата и исплата на средствата согласно предвидениот распоред во текот на годината, што е усогласен со типот на земјоделското производство. Барањето се поднесува по електронски пат без доставување документи, а врз основа на претходно евидентирани податоци во единствениот регистар на земјоделски стопанства и регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни. Одгледувачите на говеда, овци, кози и пчели пред поднесување на барањето треба задолжително да ја проверат и по потреба да ја ажурираат состојбата на животните во ветеринарното друштво со кое имаат склучено договор. Патувачкиот автобус на Европската Унија како дел од информативната кампања Европска Унија одблизу ја посети општина Зрновци. Воспостави директна комуникација со жителите, а понуди и информации поврзани со Унијата и земите членки. Општина Зрновци е 27-та општина што ја посети автобусот на Европската Унија како дел од кампањата што посетува села и градови низ цела Македонија. Делегацијата од Европската Унија и амбасадорот на Република Бугарија Иван Петров го посетија училиштето Синиша Стоилов, каде што учениците и присутните имаа можност да се запознаат со Европската Унија, како таа функционира, кои се нејзините вредности, како и за финансиската помош што ја нуди Европската Унија. Ние ја представуваме Европската Унија, односно ЕУ автобусот ги посетува руралните средини со цел граѓаните да ги информира одблизу за Европската Унија. Политиката на Европейската Унија. Това, което ми прави впечатление, се многу... Најголем впечаток мене ми остава радост и подготвеноста на граѓаните да станат дел од Европската Унија и ние тоа го поддржуваме. И ние го подкрепяме. Бугарија веќе 7 година... Бугарија веќе 7 години е дел од Европската Унија и ние имаме големо и сериозно искуство и сме подготвени тоа искуство да го споделиме со Република Македонија. Нашите позитивни, но и нашите негативни искуства. Пред присутните, освен бугарскиот амбасадор, зборуваше и градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков. Само до тоа што граѓаните ќе може да бидат запознани на начинот на кој што ќе можат да ги користат европските фондови, како што е ИПА програмата и останатите програми, јас очекувам дека понатаму земјоделците ќе почнат, бидејќи оваа програма, ИПА програмата намена точно земјоделците, значи во иднина ќе можат и тие да аплицират и да го развијат земјоделието. Ние во овој момент имплементираме еден проект заедничка соработка, тоа се вика меѓугранична соработка со Република Бугарија, односно општина Белица, и се однесува на обновливи извори на енергија. Овој проект, значи се работи овде за 97.000 евра, тоа се заеднички со општина Белица, а проектот треба да заврши во месец ноември.
Граѓаните добија брошури за тоа како функционира Европската Унија, а во паркот учениците од Синиша Стоилов ги презентираа европските држави. Ние ја представуваме Англија. На нашиот штанд имаме чајот кој што го пијат таму, кој е зелен чај со млеко. Имаме колачи кои што ги јадат заедно со чајот. Овде е и кралското семејство, исто така и народната носија на Шкотска. Ние представуваме Република Италија како членка на Европската Унија. Значи представуваме италијанска храна, италијански знаменитости, познати луѓе и фудбалски клубови. Делегацијата од Европската Унија на учениците од Синиша Стоилов им доделија фудбалски топки, а учениците ги почестија со пеење на македонската химна. Вработените во рудникот Саса се придружија кон хуманитарните активности за донирање помош на жителите од поплавените региони во Србија и Босна и Херцеговина. Испратени се 2 шлепери со минерална вода, а се најавува и втора пратка со друг вид помош. Нови 50.000 литри минерална вода ќе добијат поплавените подрачја во Србија и Босна и Херцеговина како донација од македонскиот бизнис сектор. Донатор на оваа помош е рудникот Саса, заедно со населението од регионот на Македонска каменица. Товарањето на двата шлепери се реализираше во компанијата Центрофрута и во текот на денот тие се упатија кон собирниот центар на Црвениот крст во Скопје. Од рудникот Саса рекоа дека сакаат да помогнат на поплавените подрачја во двете држави, поради што било решено помошта подеднакво да биде распоредена. Значи, првата помош од рудник Саса состои од 2 шлепери со минерална вода за пиење, кое што товариме од нашата подрачје, односно од Виница. Тоа е прва транша, односно 1 камион ќе оде за Србија, 1 камион ќе оде за Босна и Херцеговина. Целата кампања во рудник Саса пристигна као повик од Стопанска комора на Република Македонија, а исто така и од влада на Република Македонија, која енергично ја поддржува сите мерки кои што се во насока на помагање на српскиот и босанскиот народ, и пред се од сите наши вработени кои што во рудникот, кои што исто така и од себе лично донира одредени работи преку општина Македонска каменица со 1 камион кој што е тргнат пред 2 дена за Црвен крст на Република Македонија. Прохоров вели дека ова е само почеток на помошта што рудникот планира да ја испрати за поплавените региони во Србија и Босна. Ние имаме одлучено одреден финансиски износ да го донираме за целите на помагање на настраданите области на двете земји, и од тај износ сега првата транша е остварена преку вода за пиење, а наредната недела ќе очекуваме од Црвен крст на Република Македонија еден повик со информации какви ќе бидат потреби во зависност од ситуација на лице место, и тогаш ние пак ќе помагаме со одредени донации. Според сознанијата од кризните штабови во поплавените региони, се уште најголема е потребата од вода за пиење и храна, поради што од рудникот се одлучиле донацијата да ја реализираат со ваков вид помош. До сега од источниот регион за настраданите подрачја се испратени над 120.000 литри флаширана вода, како и поголеми количини храна, бебешка облека и средства за хигиена. Младинските организации од двете средни кочански училишта во заедничка соработка и проекти го одржаа својот прв работен состанок. На првиот работен состанок помеѓу Младинската организација на Средното општинско училиште Љупчо Сантов и Младинската организација Авангарда од Средното општинско училиште Гошо Викентиев се разговараше за функционирањето на младинските организации, како и договарање заеднички проекти во иднина. Во рамките на овој проект имаме неколку точки на дневен ред за тоа како функционира младинската организација во Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Како организација која што повеќе години функционира, тие ни пренеса дел од искуствата кои што ги имаат во функционирањето на младинската организација. Си
ни кажа дел од проектите кои што ги има организирано ова учебна година. Истото тоа беше направено и од наша страна, ги спомнавме повеќето хуманитарни акции, донации, започнувањето на проекти на школата како што е како што е училиштен вестник. Дел од нашите проекти кои што заеднички ќе ги спроведуваме се хуманитарни настани, размена на ученици во нашето училиште и нивното училиште, тоест присуство на часови. Спомнавме нешто за забава на крај на учебната година, но еве се уште се договараме. Младинската организација од Гошови Кентиев функционира повеќе од 15 години, а младинската организација од гимназијата е релативно млада и функционира само една година. Акцијата за собирање донации и помош за поплавените подрачја во Србија и Босна и Херцеговина, што се спроведуваше во гимназијата Љупчо Сантов, заврши. Учениците задоволни од хуманоста на граѓаните. Денеска завршува акцијата која што спроведува младинската организација од СОУ Љупчо Сантов за собирање на помош за настраданото население од Србија и Босна. Собрани се доволни количини на облека, вода, средства за хигиена, храна конзервирана, која што ќе им биде испратена на поплавеното население. Очекуваме во најбрз можен рок Општинската организација на Црвениот крест од Кочани да дојде во нашето училиште и да се транспортира тоа до централниот пункт во Скопје, а оттаму да се транспортира и во Србија и Босна. Ромите од Кочани кои го нема оформено основното и средното образование ја искористија можноста да стекнат потребна квалификација преку програмата што се спроведуваше со подршка од Ромскиот едукативен фонд. Носител на проектот беше невладината Светла Иднина, а подршка даде и локалната самоуправа на општина Кочани. 70 роми до 35 годишна возраст од Кочани го оформија основното и средното образование во период од 2 години. Невладината организација Светла Иднина ја заврши втората фаза од проектот, со кој им се овозможува да дојдат до диплома за полесно да најдат вработување. Нивното дополнително школување финансиски го покриваше Ромскиот едукативен фонд и локалната самоуправа, а до оформувањето на образованието е втор дел од проектот што се реализираше пред 3 години. На завршна конференција што се одржа во Кочани беше резимирана досегашната реализација на проектот и постигнатите резултати од него. Ние во сите изминати 12 години како Светлина даваме принос, ќе продолжиме да даваме, институциите до нас ќе продолжат да не поддржуваат и да еве на некој начин ги ја доближиме реалната проблематика на ромите во делот на образование до институциите за да можат тие да креираат соодветни политики кои што понатаму ќе одговорат на реалните потреби. Значи, едно е да на некого му даваме нешто кое што не му треба. Или тоа не е доволно испробано. Значи, ние невладините организации имаме датабаза, знаеме добро каде точно на која целна група каква активност му треба и тоа го промовираме и го пренесуваме до институциите. Во програмата за дооформување на средното образование учествуваа вкупно 35 лица, од кои 19 го завршија средното образование и се здобија со свидетелства за завршена 4-та година средна школа. 9 учесници се во постапка да продолжат со дооформување на образованието, а 7 се откажале од програмата поради различни причини. Доделени наградите за најдобрите екипи и најдобриот играч во рамки на футсал лигата. Со тоа завршија предвидените активности во рамки на училишниот спорт за оваа година. Со одигрувањето на последното коло се спушти завесата на училишната футсал лига. Раде Кратовче, Крсте Петков Мизириков 3:6 и Свети Кирил и Методи Никола Карев 10:1 се резултатите од двата одиграни надпревари. Конечната бела, прво место Крсте Петков Мисириков со 19 бодови, втор Свети Кирил и Методи со 18, Никола Карев заврши на третата позиција со 10, а на четвртата, односно петата позиција Раде Кратовче и Малина Попиванова со по 6 бодови. Беше доделена и наградата за најдобриот фудбалер на турнирот. Јас сум Андре Лазаров, ученик во основното училиште Крсте Петков Мисириков од Оризари, сум ученик во 8 оделение и сум избран за најдобар играч на турнирот на Општинската лига која што се одржува помеѓу основните школи во овој регион. По пети пат од страна на локалната самоуправа
се организираше фудбал надпреварот меѓу училишната лига во мал фудбал за машки. Секоја година се поинтересно стануваат лигата и заинтересираноста кај учениците, значи за сите основни училишта во општина Кочани. Наградите ги обезбеди локалната самоуправа. Во проектот беше вклучен градоначалникот Димитровски и општинскиот советник за образование Голубина Георгиева, а наградите ги додели Владо Андов како општински представник во делот на спортот и координатор за спортски активности со асистенција на фудбалерките на ЖФК Кочани. Ево на крајот чест и задоволство да кажем дека Крстимир Сирков го освои првото место, сосема заслужено. Благодарност до дечките. Со завршувањето на футсал надпреварите завршија и активностите во рамки на училишниот спорт. Се играа надпревари во кошарка, момчиња и девојчиња, ракомет како и партии во шах. Со временската прогноза ги завршуваме вестите. Останете со Канал 8.